Драги ученици, добре дојдовте во нашата училница на час по општество за 4-то оделение. Јас сум оделенски наставник Снежана Крстевска од Општинско основно училиште Браќа Миладиновци од Куманов. Наставна содржина за денешниот час е бон тон, убаво однесување со соседите. Цели на овој час се да научите дека луѓето живеат едни покрај други, кон другите луѓе треба да се однесувате пристојно, да градите добри односи со соседите и да им помагате кога е потребно, да бидете љубезни кон соседите, да почитувате правила од куќниот ред, да допринесувате за подобар живот во соседството. Колективно или заедничко живење. Во заедничко живење во соседството или стамбено домување во колективна зграда, каде живеат повеќе семејства, постои куќен ред. За спроведување на куќниот ред се грижат сопствениците, односно корисниците на становите и други посебни делови на зградата. Што е тоа куќен ред? Сигурно повеќето од вас знаат, но ајде да се потсетим. Под куќен ред се подразбираат правила на однесување на сите што живеат во една зграда или соседство. Правилата подразбираат културно однесување кон соседите и чување на заеднички простори и надворешен простор. Куќниот ред треба да биде донесен од сите станари и закачен на видно место. Еве еден пример од куќен ред. Обрнете внимание, сите правила се напишани со забрането. Може да дадете вие подобар пример за тоа како да се состави еден куќен ред. Меѓусебно поздравување. Вашите родители од мали ве учат како треба културно да поздравувате во соседи кои ќе ги сретнете. Ајде да видиме како треба тоа да изгледа. Кога ќе го сретнеме нашиот сосед, треба да го поздравиме. Со поздравот секогаш оди и насмевка. Инаку, како некому да му поверуваме дека ни посакува добар ден, ако не гледа нам ќоресто? Зборовите добро утро, добар ден и добро вечер треба да ги употребиме соодветно на периодот од денот, а врсниците може да ги поздравиме со здраво. Во лифт, сите што живеат во зграда секојдневно имаат потреба да се спуштат од станот долу или пак да се качат нагоре со лифт. Кога се возиме во лифт, ги поздравуваме сите, и познатите и непознатите. Понекогаш во лифтот ќе сретнеме гостин кај соседите. Нормално и него треба да го поздравиме. Прво треба да поздрави оној кој влегува во лифтот, а останатите, кои веќе се таму, го поздравуваат. Исто така, поради опасности во лифт, по бон тон прво треба да влезе машко по женско. Прослави и забави. Размислете какви прослави организирате дома. Најчесто се тоа ваши родендени, а може би да бидат и семејни слави или други некои прослави. Но и овде треба да внимаваме. Кога организираме роденденска забава, треба да ги почитуваме соседите со тоа што ќе избереме неработен ден за правење на забавата, а однапред за тоа ќе ги известиме. Инаку ова што се гледа на сликава не е дозволено. Мора да водиме сметка за мир во зградата или соседството и почитување на куќниот ред. Бидете внимателни, време е за одмор. Ова секојдневно го слушате од вашите родители. Ако ги знаете правилата на куќниот ред, тогаш сигурно знаете дека определено време од денот е предвидено за одмарање. Тоа е периодот од 17 до 19 часот, кога не треба да се прави врева, бидејќи нашите соседи најверојатно одмараат.
По скалите движете се тивко и не звонете кај соседите во овој период од денот. Не играј топка пред зграда додека одмараат соседите. Биди културно дете, не скокај со топка по скалите во влезот, правиш голема бука. Може би некој спие или некој студент и ученик учи. Како ќе се однесуваш ти кога некој ќе скока топка по скали додека учиш? Сигурно нервозно и лошо, може би веднаш ќе реагира. И има уште причини заради кои треба да бидете внимателни кога се движите по скалите. Играј на место за игра. Децата од малото често се собираат пред зграда за да играат фудбал, криенка или некоја друга игра. Посебно во игрите со топка постои можност топката да летне во некој од прозорците и да направи штета. За да не се случи тоа, одберете го на блиското игралиште на кое слободно ќе можете да уживате во играта, а се разбира ќе избегнете и улицата. Треба да бидете внимателни. Заеднички уредувајте го дворот. Помагајте им на родителите ако сакаат да засадат цвеќе во дворот, да биде поубав секако, а може и да ги наводнувате веќе засадените цвеќиња. Организирајте акции за чистење на просторот околу зградата и улицата. Сигурно знаете дека отпадоците треба да ги фрлате на одредено место. Ако видите дека некој ваше другарче нема да го направи тоа, потсетете го. Убаво е да се научи на ред. Бидете солидарни. Секако се сеќавате на овој збор од претходните часови. На крај, не играјте со домофон. Тој служи за станарите да бидат известени кој ги посетува. И да повториме што научивме на денешниот час. Објасни што подразбираш под куќен ред. Ајде да видиме дали сте запомниле. Под куќен ред се подразбираат правила на однесување на сите што живеат во една зграда или соседство. Кој учествува во донесување на куќниот ред? Куќниот ред треба да биде донесен од сите станари на зградата или соседството. Какви правила содржи куќниот ред? Куќниот ред содржи правила за културно однесување кон соседите и чување на заеднички простори и надворешен простор. И дојдовме до домашната задача. За дома, напиши ги правилата кои треба да ги почитуваш во зградата или соседството. Предложи нови правила за кои сметаш дека треба да се почитуваат. И внимавај како ќе ги запишеш, дали тоа ќе биде некоја забрана или упатување. Благодарам на вниманието.